на сите, овде е Благадуша, добре дојдовте назад на мојот канал. Како што можете да видите, како што можете да забележите, денеска играме FIFA World, значи денеска го започнеме нашиот серијал FIFA World. Значи најпрвен сакам да напоменам дека во овој серијал јас сакам да купам некој играч, значи најпрвен како што можете да забележите тука горе имаме 10.000 коинси, нешто ситно така, нешто малку, значи не е некоја голема работа. Па сакам да купам како што напоменав некој играч, потоа и да одиграме некоја утакмица да го пробаме новиот играч. Значи најпрвен пред да одиме да купиме нов играч, јас ќе ви го покажам значи мојот тим, значи тимот на FIFA World. Значи тука на голот го имаме Тим Хауард. Значи лев бек Начо Монреал, како еден стопер Мартин Шкртел, друг стопер Џон Тери, Рафаел десен бек, Уилијам десно крило. А во средината ги имаме Фабрегас и Матич. Арсенал, тука од Арсенал го имаме на лево крило Санти Казорла и во шпицот ги имаме Вилфред Бони и Диего Коста. Значи како што можете да видите тука јас овие играчи се од англиска Барласик Премиер Лиг. Значи имам повеќето ми се играчи од Челси, но тоа не значи дека јас сум за Челси затоа што сум јас за Барселона, но мислам дека моментално засега ќе играме со оваа англиска лига и мислам дека играчите ми се добри, значи имав многу нешто повеќе пари, но купивме некои играчи, затоа се намалија така парите. Сега во замените сакам да ви кажам дека за голман го имам Фостер, Дејан Ловрен го имаме друг, Јагиелка, Лампард, Кристијан Ериксен, Валенсија и Дидиер Дрогба. Додека на оваа страна ги имаме Џон Иванс, Стеван Јоветич, Мета Сакар, Јарвис и Оливија Жиру. Значи доста добра замена имаме. Па сега јас мислам дека е време да појдеме и да купиме некој играч. Значи искрено не сум одлучил на која позиција играч ќе бараме, но сепак ќе го бараме. Така. Значи моментално најпрвен ќе видиме Level Gold, значи играч нормално. Бавла се Премиер Лиг. Моментално да видиме кои играчи се на продажба, што има и за каква цена ги има. Салах тука, Оскар на кам позиција, кам позиција не се сопаѓа. Кам позиција не се сопаѓа, значи во мојата 4-4-2 формација со која јас играм. Робин Ван Перси многу скап моментално. За понатаму можеби Бони го имаме, Валенсија го имаме, Хуан Мата, но доколку би го имало на друга позиција. Тоест на црна позиција да би го имало, да. Диего Коста тука, Хесус Навас, РМ, но имаме доста РМ, имаме Антонио Валенсија и Уилијам за РМ позиција, Фабрегас го имаме, Шурле, ЛМ не. Искрено не Шурле. Искрено јас би сакал да купиме или некаква одбрана, како например лев бек како што е Филипе Луис, или пак да земеме нешто голман, например Дегија да го земеме за голман, како резерва да стои Тим Хауард, додека Дегија да види. Мислам моментално тоа ми се така имам нешто замислено, пак сега ќе видиме што има. Торес не, Мата, Ван Перси до душа не видел за која цена, али нема врска. Сепак знам дека е скап Ван Перси, моментално немаме средства да го земеме Ван Перси. Даниел Старич. Да, али моментално имаме доста шпицеви. Еве го Дегија. За 9 бона Дегија го имаме. Ајде да видиме за колку време ќе се продаде, за 35 секунди ќе се продаде Дегија. Ќе најдеме и друг, значи ако ние дојде до Дегија, ќе го земеме Дегија, али ќе видиме моментално не сме одлучили што е точно. Јоветич, добро нема врска тука, ајде сега тоа. Одиме ние back to church, значи. Го бараме вака. Ајде Дегија да пробаме првен голман. Ајде првен вака да пробаме. Филипе Луис. Да видиме доколку пари отприлика се движи Филипе Луис. Да видиме вака што само уште наш back to church. Значи дали го има Филипе Луис за некои 7.000 коинс? Нема. Изгледа премногу сме скромни. Дали го има Филипе Луис? Еве нека бидат 10.000 коинси. Дали го има за толку? Го има. Филипе Луис малку лагува сега вака. Извинете, али не е страшно. Значи Филипе Луис го има за 10 и го има за 10. За 10 и за 10 го има, значи Филипе Луис. Искрено не знам, да одиме да побараме да видиме до која цена се движи отприлика Дегија, доколку го најдеме за ефтина цена Дегија, за некоја паштина цена би го зеле него, значи Дегија.
Искрено, човекот навистина добро покажува и во вистинскиот живот и во играта, значи. Одиме да видиме дали го има да за некои 7 тука 1000 коинс. Дајде да видиме. Нема за 7000 коинс. Ајде да видиме дока и 8000 коинс. Ајде да го Опа, го има DG за тоа кај 8000 коинс. 7900. 7900. 8. Тука 7500 послаб рейтован. Затоа ако би го зел DG, би го зел со нормалниот негов рейтинг, тоа е со 83 рейтинг. 83 рейтован DG. 7900, 8. 8 повторно. 8 повторно. Сега искрено се мислам помеѓу DG и Филипе Луис, искрено моментално ми е потребна малку во одбраната, исто како и голман, така и лев бек, значи ми е потребна малку повеќе одбрана. Затоа се мислам што сега да земиме. Оставете ме неколку минути да размислам. Ќе ми текне. Еци пеци, знаеш, ќе играме сега на еци пеци. Од ова страна го имаме Филипе Луис, од ова страна го имаме DG. Одиме, еци пеци, денес добив кец, мама ми го избриша и ми пиша 5. Значи, ова ми кажува Филипе Луис да го земеме, готово. Така реше еци пеци, значи ние одиме да го земеме Филипе Луис, дока и 10 бона рековме, значи Филипе Луис. И единствено Филипе Луис дека 10 бона, мислам да го земеме додека го нема никој друг земено. Buy now Филипе Луис, come here Филипе. Дојди да те прегрнам Филипе, да те гушнам, ама нема до мене Филипе. Одиме сега тука да го ставиме Филипе Луис во клубот. Сторинг клуб Филипе Луис, уште еднаш велком презентација во четврток. Шала, денес на четврток. Значи, моментално ни остане уште 58 коинс, значи ова е срамота. Иначе, да ви напоменам само, се надам дека нема да ви преши, пошто сум 33 левел. А сега мислам да изиграме некоја такмица, значи, онлайн сезон. А како што можете тука да видите, братот Зик е онлайн. И е иста дивизија како и јас, значи 7 дивизија. Јас имам 10 поени и ја мислам дека тој има нешто помалку, доколку нема играно кога јас бев последен пат кај него. Не држете ме, значи, за збор. Сепак одиме. Значи 10 поени. Плей. Го имам беч од Ливерпул. Тоа е тоа. Само малку овде еден ќе го избришиме. Значи. Ќе го избришиме овај. Remove from squad. Add player тука Филипе Луис ни треба. Филипе Луис јави се. Браво с Филипе Луис. Овај метасакар некако многу ми е човекот слаб во одбрана и многу грешки направи, многу голови примав поради него, значи начално Реал ќе остане во резерви. Сега како што можете да видите, имаме и подобар Чемс 3, значи не, имаме послаб Чемс 3 затоа што тука стоеше начално Реал играчот на Арсенал и се поврзуваше директно со Санти и Казорла, али нема врска. Сепак е 88 Чемс 3 е нешто добро, а рейтинг на тимот ми е 82. Во понатаму ќе го купиме и некој добар десен бек и ќе го правиме тимот се подобар и подобар. Тука претходно имав 79 одбрана, сега е 80. Одиме да попараме ајде некој, само да ми се падне некој многу тежок. Ајде. Ете дојде некој златен, немој да... Овој што ми има дресот од Барселона. Што ми има овој дресот од Барселона, ќе биде тешко против него. Ајде јас ќе изменам дресовите. Еве имам од Ливерпул гостински. Еве добро јас. Ајде. Види го човекот, не сака никако. Види го бре. Ајде, готов сум јас. Не може значи. Јас вака сакам крај. Ме зафркна се. Ме плаши и тимот, ме плаши и статистиката, има добар тим. Доста добар тим. Повеќето играчи му се од Шпанска лига, значи Примера Дивижн.
Има некоја англиска, малку германска, италијанска, мешано му е. Има оваска ФЦ Барселона, овој значи е некој како мене која сака Барселона. Сепак јас нема да попуштаме сега, јас малку послабо знам да играм во одбрана отколку во напад, значи па ќе видиме што ќе направиме. Скип, брато не ќе скип. Сега да ставите малку ким се мешаат, што да речем. Бони, куце, Бони, пенал бе дај, пенал курво. Ќе се караме за ова. Така е. Еве го Бони тука, еве го, Кој овај само не можам да видим, ако видим. Брато игра на вистина. Сега само да смем да примем Бони. Како например вака овде, реков дека сум малку послаб во одбраната. Сега не, Дегија, не го купихме Дегија за малку. Гол, не, Кој беше овој жити? Марио Гомес. Тоа копилето ми кладе гол. Чавки ми се сега на глава. А зошто беше одо што сум ти направил, што сум ти изгрешил? Јас, уште прва топка фати гол да ми кладе, не знам зошто вака лагува, но најверојатно е до интернетот кај него, значи, противникот. До компјутерот не имам добар компјутер и ја тера FIFA World, значи до неговиот интернет најсигурно. Затоа нешто му лагува, ете грешка што не требаше да се случи. А ако примам сега уште еден гол, па гол да се става. Не! What the fuck? Педро бе, како бе? Реков дека сум послаб во одбрана, ама не ми се река толку ги примам голови и уште одма. Вакви грешки не сме да се случуваат. Морам се да му се вратам јас на овој видео. Ако пиде некој, се извинете ако е некој од вас, без навреда, само многу ме лагува. Искрено многу. Морам да му се вратам. Морам. Пуцај. Статива! Леле, како е можно без статива, бе? Отти толку несреќи имам, брат. Мене ичи овој, не е фер. Не е фер, како е можно таа статива да се полза, ти све. Ајде бе, поддавај, сметаш да поддаваш или не сметаш? Паметен овој нешто. Ни изиграва некој джек на батерија или како да ги видим. Дека не фати мој играч топка. Бони, ова е златно играч и ще го купим за ефтина цена, но врши многу повеќе работа од што треба, значи овој ми е еден од златните играчи мене. Еј, супер голчу! Добро, да тераме. Морам уште еден гол да му пикнам на овај во тоа дупчето. Еден гол да му пикнам. Барем израмнување, значи... Сега! Сега требаше он дека ако го поминев овој играч јас, Маскерано, значи ако го поминев тука, искрено и ќе му шибнев гол, најверојатно. Ми е фатал е. Топка моја. За колку малку ќе земив. Копи нови сите. Ако бе овој јас за нив навијам за Барселона, овој мене гол. Не. Добре. Тим Хавард, брат, искрено те ценам како човек, те поштувам многу. Повеќе од човек те поштувам, Тим Хавард. Брато знај да игра стварно. Најверојатно ќе доживееме еден пораз, пошто е повторно брато ми е помина мојата одбрана. Ете не. Братот наистина знае да игра, а јас, како што напоменав, сум во одбрана слаб. Тој дес ме поминува мојата одбрана. Добро, сега нема да го силуваш интрото. Жути се, реплеот нема да го силуваш. Шо ти стана? Ајде, скипни. Овој ми се заубе гол.
Морам повторно да се вратиме во игра на брато. Јас ете така си имам некоја пас тактика замислено, значи не играм како другите веднаш да тргнувам напред, си имам некоја ете таква нон-стоп пас тактика замислено. Значи така е. Сега. Не. Ту, Бони! Брате! Злато! Види. Сега ќе му силувам јас реплејот. Сега реплејот, брат. Дуне се скипни сам, не ти го скипнувам. Ќе ти го силувам јас реплејот сега. Шубам го купна фушено и замнување, барем да имам някаква фазлама. Сега грешката не смем пак да ја повторам да примам гол. Значи, колку толку му се враќаме во игра. Многу, напати многу ми лагува. Кликам тука Д цело време, али брато не сака. Ама ево сега сака, значи не може секогаш, али некогаш. Значи, овој се уплаш да не гудрам за топката. Прво полувреме, крај. Крај на прво полувреме, значи браќа. Иначе моментално не видов јас допир на топката допир со топка на Филип Елој, се извинете за ваквата грешка, али секој коментатор не е совршен, значи да напоменам. Секој коментатор не е совршен. Сега да видиме тука што ќе смениме. Според мене Кристијан Ериксен оди овде сите сега 3 замени ќе ги направиме. Или може би не. Лампард оди тука и од мене замените тоа е тоа. Континју одиме. Тоа е тоа, значи сега го чекаме брато да видиме што ќе направи. Ова е профилот му е сио бројки, значи. Ајде, одиме. Топка треба да има за мене, како што мислам јас. Ајде. Опа, моја топка, опа, не. Сега. Црната вештерка те нападна. Црната вештерка Бони. Те ти го расипи над преваро Бони, црната вештерка, брату, слушај ме, откажи се побрзо. Ајде, црната вештерка Бони. Ајде сега уште еден гол, ми треба водство и така да задржиме го мако не друго. Тоа видео сега почна и тој со пас да ме имитира, нешто мене почна. Само не молим те не сме еден помин повторно одбрана како не. Рафаел. Нема да влезеш во живото, кој ќе ако ми направиш нешто. Сега овде не смем гол да примам со глад никаков. Ете така. И цврле напред топка Ховард. Ховард колку што можеш. Понапред. Сега мораме до водство. Како можно? Коста, те платив 22.000 коинс, значи ти вакви не смеш да не промашуваш. Вакви средно, за малко корнер со голмано. И кој ќе ми откачеше, брато. Ај со гледа го. Не ми се верува. Со гледа каков. Ај мало двајца, добро. Колку толку сум многу играчи. Сега ќе му кажам. Не мислев така да му кажам, добро. Не мислев така да му кажам. Мислев да му кажам вака. Вака не. Ајде, моме, заиграј, разиграј. Не, трчи по него, бе. Трне по него, бе. Крвта твоја. По него не сме гол, ако шивни ти си крив, да знаеш. Не, добро е, Ховард, брато, нема да живо да те снимам тебе, значи ти ми си златна рибка. Брат, фал, бе, дај, ова е, забарев, извини, ова е FIFA, не знам за фал. Не знам што е то фал, ова е во FIFA. Барем така ми кажа братози. Сега, ако не ми се вратам во игра. Коста, брате! Конечно докажи ти шо си, кој си, како си, сега не знам да ти рапувам толку, али извини. Ај, каков гол, не виде топката, вака дори правиш. Роза играј, Коста разиграј, така е, супер, одиме, само не смем да примам гол 73-та минута, нека лета побрзо време, во инаку опасно е сега, ментално, опасно е, фал, нема фал, извини, добре.
Дека не знаете за фаул вие. Фаул пак не... се извинувам, не знаете за фаул. Не мога да се лутите ако забараме с напад и дека не знаете што е тоа фаул. Само не сме гол да пријем никако. Добро е, кој одбране? Ховард беше овој. Ховард, корнер може би, али не е гол. Не сме гол да пријем никаков. За колку малку. Ме уплаше. Тески ме фатија некој. Не сме да влези. Не смей да влези, не да толку. Значи, не смей да влези, брато. Ајде бе, брато, ова време ако ќе ми треба да летни, не лета. Воопшто, не, молим те, спаси ме. Добро е, сгази го. Ховард, ајде бе време, во шо е, кај, лета го нема да летни. Да летниш. Оре, ова време го сака да ми клава уши него у мене. Добро е, и остварихме победа. Остварихме победа, 3 гола, Вилфред Бони и 1 Диего Коста. Се знае тука ФЦ Благадуша 4. Да. Ми изгледа имината како истија ментото било ФЦ Благадуша, другото ФЦ Барселона, сега вака изминете. Што се збунив, али нема врска, мислам. Се опре работата. Не е страшно. 4 гола примна, море. Ајде да се здрави. Да те шитниме. Сега ќе имаме некои 13 поени. Уште еден поен и промоција во 6-та дивизија. Супер. Колку парички? 400 коинс. Ај полека ќе собериме и паричките, значи, за да можеме да купиме нови играчи. Значи вака. Сакам да напоменам дека исто така сакам да снимам и Minecraft. Доколку вие сакате да снимам Minecraft, пишете долу во коментар дека сакате да снимам Minecraft и да ги гледате и тие епизоди на мојот канал, значи. Сега малку Minecraft да ставиме на страна, што се однесува до FIFA World, значи ќе има наредни епизоди, нормално доколку вас ви се допадна ова епизоди, доколку сакате да ги гледате наредните епизоди од овој сериал на мојот канал, значи, и пишете, сега, значи, што сакам да ви кажам, значи, за што се однесува во врска со трансфери и купување на играчи, значи, трансфери. Значи, можете долго слободно во коментар да оставате, значи, кој играч да го земам, но да биде формација 4-4-2, значи, или голман, или одбрана, значи, или во средината, значи, ми требаат, значи, или ЛМ, РМ и ЦМ, или 2 СТ, тоа е страйкери. И, значи, оставајте долу во коментар на оваа формација кој играч да го земам, нормално сега со средствата кои можеме да ги собереме некаде околу 20, 30, доке 30.000 коинс или 30к, значи можеме да собериме. Па оставајте, значи, коментари што играчи да земиме и доколку се надевам дека ви се допадна ова видео. Па се гледаме, значи, во наредната епизода, доколку вие сакате јас да снимам FIFA World. Се гледам во наредната епизода и поздрав, ве поздравува Благадуша.